Тони, кажи ми што за тебе значи слобода? Слобода, да имам право на избор. Да ги живеам сите слободи и директно вистински да се соопштувам. И да живеам директно низ вистината, за мене е слобода. А колку мислиш дека уметникот треба да жртвува за да дојде до слободата и што? Па не мислам дека треба да жртвува нешто, него тоа така треба да биде. Меѓутоа, ние поинаку сме малце програмирани, па сега треба имаме некакви мисли дека треба нешто да се жртвува, дека нешто е многу побитно од слободата или од слободите на уметникот, па сега така сме подесени да тоа е као уметник, као вие уметниците, као некои други луѓе, знаеш, не се као вие обичниве што работат секој ден од 8 до 5 па и така натака. Така да нема потреба тука ништо да се зборува за жртвување, ни да се има таква мисла, него наставно треба да се постои вистински. Така да секој уметник си постои вистински затоа што има некоја желба, некоја искра во него да ете така функционира и да ужива и да го твори, да го прави она што го сака најмногу, да живее баш од вистината со љубов. А дали сметаш дека уметниците се општествено активни и каква улога имаат во промената која што ни доаѓа или се носи во општеството? Па има и активни, има и неактивни. Сега ако збориме за кај нас, да, има некои уметници што ние поима немаме дека постојат, меѓутоа они си творат и си работат и многу малку ги познаваат. Има некои уметници што сами си викаат дека се уметници, па сите ги познаваат, така да тоа е релативна жива материја, едноставно уметноста си постои како концепт, како идеја, баш за пренесување на такви пораки од вистината директно. И мислам дека многу влијаат уметниците. Значи, не само буквално во секојдневието, сите сегменти ја има уметноста. Значи, сега можеме да видиме буквално секаде уметноста, а никнала од оние артисти кои што можеби низ времињата, низ вековите, нели биле означувани као вакви или као такви, као непожелни во општеството. Сега доаѓа момент каде што цела таа енергија нивна испливува, се истакнува и сите се поистоветуваат со уметноста, дури можам да кажам дека у модерно време е као шема или модерно е да се поистоветуваш со уметноста. Дали е тоа пишан збор, слика, некакво дело, инсталација и така натака, некако као трендовски го гледам у последниот период, дали со развивање на технологија, па сега секој има контакт со уметноста и буквално е распространета на секаде. Исто како со хип-хоп културата, која што почнала од една идеја, нели, уметност, вистина, слобода, љубов, стигнува до сега буквално да види тренд и да има на секаде, па и у продавници, кај луѓето, у коли, на улица, секаде. Така да тоа и може би добро. Што ете уметноста завзима некој замав голем, па е на површината, не е повеќе тајна, не е скриена, па се чека овие чудниве што прават, како прават, него буквално испливува и сите се поистоветуваат и се будат затоа што се поистоветуваат со одредени уметници, не со сите, зборам со исклучоци. А која е твојата порака за караванот на слободата? Порака за караванот, па едноставно да се разбудиме, и да си постоиме вистински будно и да си комуницираме директно од вистината, од изворот. Мислам дека тоа треба да биде поента на секој караван кој што го употребува тој збор, слобода. Мислам дека сите треба да се разбудиме и вистински да ја доживееме слободата. Вистински да уживаме во слободите. Мислам дека нема поубаво тоа да се ужива во слободите, дали уметник или некој работник или спортист, како и да е, буквално уживањето во слободите, постоење директно од вистината и за вистината, мислам дека треба да биде целта на секој битие.